Почитувани мои, 30 на години ја крстара етничка Македонија. Етничка Македонија има околу 5000 села, од кои 1984 села во Република Македонија, околу 2000 села во Егејскиот дел на Македонија, околу 700 села во Пиринскиот дел на Македонија и околу 300 села по големиот дел во Република Србија, поточно речено села распослани во областа Гора и во Република Албанија, поточно речено во албанскиот дел на Мала Преспа, селата околу градот Горица, во Албанија, познат како Корча и областа Голо Брдо. Во изминативе децении речиси влегов во сите села во Република Македонија, 20 села во Пиринска Македонија и 10 села во Егејскиот дел на Македонија, 10 села во албанскиот дел на Мала Преспа, неколку села распослани околу градот Горица, неколку села во областа Гора во Република Србија, за кои имам направено 1700 документарни записи. Почитувани мои, во изминативе 3 децении моите соселани ми раскажаа многу приказни за историчкото битисување на нивните родни места, ми раскажаа за старите адети, обичаи, за Божик, за Василица, за Водици, за Прочка, за Великден, за Ѓурѓовден, за Спасовден, за Довден, за Петровден, за Илинден, за Голема и Мала Богоројца, за Бајрам, за Рамазан, за грожење брањето, за есенското и пролетно засејување на нивите ораници, за жетвите, вршидбите, за застрижувањето на овците, за вјаремувањето на младите што туку стасани оратни волови, за неоратните кравчиња, јунички и јунчиња, за кравчината јунички и провостелни, за стадата овци и кози, за јарците, за прчовите, за огните угичи, за што туку стасаните млади овчарчиња, за пролетното и есенското заорување и засејување на нивите, за пролетната, за летните и зимски слави, за што туку стасаните бејќари и момички, за арскерлакот на младите момчиња, за што туку армасаните моми и бејќари, за мажачките и женитбите, за свадбите, венчавките и крештевките, како во селските соборни цркви, така и во џамиите. Ми раскажаа многу приказни и вурез и вукрс за се она што било, а Бога ми за се она што не било и за се она што ќе биде. Почитувани мои, ризницата на културното наследство на Република Македонија е создавана во текот на различни историски епохи. Македонија поседува околу 7000 недвижни споменици, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Македонија поседува 1984 цркви и 400 манастири, со над 1.500.000 квадратни километри фреско сликарство, над 220.000 икони и 1984 иконостаси, балдакини и владички престоли, изведени во резба 228 објекти од османалиската архитектура, џамии, амами, анови, кои ги одразуваат плодните творички идеи на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творење, како живопишување, резбарање, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање. Историјата на македонската сага
е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Традицијата е нашата лична карта која што не одвојува од толпата и не прави уникатни и единствени, меѓутоа и дел од нешто многу поголемо, од долго вековна нација. Покрај тоа, нашите предци имале една колекција од мудрости која колекција била чувана со векови наназад и целиот нивни живот и ја чувале со целокупната своја љубов и целокупното свое битие. Народното творештво и колекцијата на мудрости се големо богатство и не било лесно да се зачуваат низ вековите наназад. Нашите луѓе ги негувале сите овие традиции како своите родени деца. Почитувани мои, така народно да се изразам копајќи низ архивите како во Македонија, така и во архивите на земјите од Балканскиот полуостров, за верата, односно религијата, а воедно гледајќи го гостувањето на бардот на југословенското глумиште Стево Жигон, која по старата генерација го памети по ликот на гестаповецот Кригер, кој брилијантно го одигра во култната серија од Пишаните и враќањето на Пишаните во емисијата Стапица на телевизија Брајќа Карич во 2002 година на тема дали верата, односно религијата, е наука или не, каде што Жигон вели дека верата, односно религијата, не може да биде наука, затоа што суштината на науката е сомнежот, а верата, односно религијата, од човекот бара тој да верува на искажаниот збор од страна на свештеникот, без разлика дали е тоа будистички, христијански, инду свештеник или мухамедански, и долгогодишното мое проучување на филозофското дело Капиталот на Карл Маркс, посебно делот за верата, односно религијата, причините за незиното појавување, незиното прифаќање од страна на човекот, незиното влијание врз него и незиното присуство во сите општествено-економски формации и повеќе децениското истражување во оваа област на еден од најпознатите антрополози и историчари во современиево, не само во македонскиве, балканскиве, туку и во европскиве современи размери,
Професорот Драгослав Миновски не наведе да направиме документарен запис, малку видоизменет од стандардниот, посветен на верата, односно на духовниот живот на македонскиот народ, со работен наслов Христијанството и мухамеданството во Македонија, и тоа во две продолженија, првото со работен наслов Православната екумена во Македонија и второто со работен наслов Мухамеданството во Македонија. Почитувани мои, пред да ви ги пренесеме до сегашниве наши сознанија, како мои, така и на професорот Драгослав Миновски, посветени на верата, односно на духовниот живот на македонскиот народ, во второво продолжение на документарнава репортажа со работен наслов Мухамеданството во Македонија, копајќи во архивите широко на Балканскиот полуостров, во изминативе децении, предлагаме да ве запознаеме со духовно-религискиот живот на македонскиот етнос, што одамна изминал. Република Македонија е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки, етнолошки, духовно-христијански и мухамедански вредности на Република Македонија и даваат посебност, единственост, репрезентативност, аутентичност, кои со нивната зачуваност представуваат добро од највисоко национално значење. Минатото и сегашноста на Република Македонија, посебно нејзиниот духовен живот, е премалку за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на македонскиот етнос. За да се дознае делот вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во македонско обитисување, испреплетено зад превезот на времето. На просторот на Република Македонија тлее духовен, материјален и културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милиенумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Македонскиот дух 12.000 години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски, култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел од христијанската апостолска екумена, поточно речено од времето на апостол Павле, како дел на Византија, како дел од Свети Климентовата крижевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија, кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил и македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 како дел од црковните записи и грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич,
кој со Македонија владеел од 1340 до 1355 година, како дел од Македонското кралство, предводено од кралот Димитрија Волкашин, кој владеел со Македонија од 1365 па се до 1371 година, и кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 година до 1395 година и како дел од Отоманската империја. Почитувани мои, предлагам да ви ги пренесеме до сегашните сознанија како мои, така и на професорот Драгослав Миновски, посветени на верата, поточно речено за мухамеданството во Македонија, да ве запознаеме со самиот зародиш на мухамеданството во Македонија, копајќи во архивите широко на Балканскиот полуостров во изминативе децении во приложение на оваа репортажа. Исторички погледнато, во етничка Македонија мухамеданството било донесено со експанзијата на отоманското завладување на Балканскиот полуостров во 14 век. Веднаш по освојувањето, силен колонизаторски бран од отоманско население, составено од мухамедански елементи, се населиле во Македонија. Најважен елемент во колонизацијата на територијата биле турците јуруци, чие населување во Македонија особено било интензивно во 15 век. Се смета дека во 15 век на етничкиот простор на Македонија се населиле околу 140.000 отоманци, првично воената структура, дел од падишахската структура, кои живееле во градовите, и јуруците кои се населиле во планинските предели во времени живеалишта наречени мезри. Исламизацијата во Македонија не се одвивала рамномерно, ниту територијално, ниту временски. Отоманскиот падишак се до втората половина на 15 век не го наметнувал мухамеданството врз македонскиот етнос, тоа се одвивало најсетне врз доброволна основа, за подоцна да добие широки размери во различни периоди под будното око на локалната румелиско-беглска отоманска властела. Според отоманските пописни дефтери од 1445 година, 1452, 53 година, 1465 година, 1467 и 68 година, во Македонија во селските населби не се регистрирани и исламизирани македонски христијани. Според отоманските пописни дефтери од 1445 година, 1452, 53 година, 1465 година, 1467, 68 година, во Македонија, во повеќето градски населби не се регистрирани исламизирани македонски христијани, со поединечни случаи во градовите Драма, Сер, Тетово, Скопје и Битола. Според пописните отомански дефтери од 1569-70 година, во градовите Скопје, Тетово, Прилеп, Битола, Лерин, Костур, Берг, Енидже, Вардар, Серфидже, Солун, Демихисар, Неврокоп, Сер, Драма, Кавала, Штип, Струмица, Дојран, Кратово биле регистрирани 3000 исламизирани лица, што во однос на регистрираните муслимани изнесувало нешто повеќе од 1/3. Според пописниот отомански дефтер од 1583 година, во Дебарската каза Охридскиот санџак, процентот на исламизирано македонско население бил мощно низок. Кон крајот на почетокот од 16-тиот и почетокот на 17-тиот век, за разлика од градовите, процентот на исламизирано христијанско население во селата на ниво на Македонија изнесувал само 3% од купното селско население. Како карактеристични примери каде што исламизацијата имала масовен карактер, може да се издвојат Родопскиот крај,
во југоисточна Македонија и да барскиот крај во западниот дел на Македонија. Политичките и геополитичките промени во Отоманската држава, кои настанале како последица од водењето на неколку војни со европските империи во 17 век, посебно големите потреси кои се случиле по австричко-турската војна и периодот на австриските војски се до средишните и јужните делови на Македонија, кои имале голема подршка од македонскиот етнос, како што е Карпошовото востание од 1689 година, условиле големи промени во демографијата на македонскиот етнос, каде што голем број македонско население од северните делови на Македонија се населиле во Хабсбуршката империја и Русија, што пак го отворило просторот за масовна колонизација и населување на муслиманско население, а отоманските власти со цел да ја разбијат компактноста на македонскиот етнос и да се отстрани опасноста од бунтови и востанија, дозволува да се доселува муслиманско население на стратешките значајни места, како што се главните патишта, превои, крстопати, премени низ многу области, особено во планинските и пограничните предели на империјата. Со губењето на повеќе војни против европските империи, а со тоа и територии во текот на 18 и 19 век, Отоманскиот падишак дозволил во Македонија да се насели огромен број на нетурско-муслиманско население, составено од разни етнички групи, како черкези, татари, арнаути, кое, како мухаџири, односно бегалци, вршело дополнителни притисоци врз македонскиот етнос. Во текот на 18 и 19 век, по неуспехот на отоманскиот падишак, доброволно македонскиот етнос да ја прифати мухамеданската вера, го заселил процесот на силна асимилизација на македонскиот етнос, првично во градските населби, преку директно исламизирање, а подосне со разни методи кои подразбирале задоволување на сребролюбците со пари, суетните и властолюбците со почести и изгледи за високи достоинства. Најзначајниот чинител кој ги определува македонците муслимани како засебна група во рамки на македонскиот народ е прифаќањето на исламската религија. Првите податоци за исламизирањето во Македонија датираат некаде од средината на 15 век. Иако постојат доста распространети претпоставки за еднородност и воедначеност на прифаќањето на исламот, наеднаш и во широки размери на доброволна или насилна основа, сепак историските податоци и записи укажуваат дека исламската религија била прифаќана во различни размери и во различни периоди од отоманското владење во Македонија, и тоа на различни начини според случаите и зададените околности во различни и често оддалечени географски предели и простори. Разликите во начините, времето и околностите во прифаќањето на исламската вера во содејство со географскиот простор условиле и појава на различни етнографски црти, посебно разлики во однос на чувството за припадност, националната определба и политичката полножба. Исламизацијата како процес траела цело време, од доаѓањето па се до заминувањето на османлиите. Но во зависност од развитокот и промените на државата, таа се разликувала во разните периоди во својот метод, интензитет и последиците што ги предизвикувала. Во однос на методот и расширувањето и наметнувањето на муслиманската вероисповед се започнувало од обичното ветување за среќен живот во исламот, па се стигнувало до најгруби насилства и насилија. Со примањето на исламот на побогатите македонци, турците отпрво им сметале дека тоа ќе послужи за пример на останатото население во Македонија да ја прими исламската вера. Меѓутоа, подосна, откако доброволното примање на исламот земало сосема мали размери, турците започнали со насилна исламизација на македонското население, која се остварувала или преку директно исламизирање или преку принуда, најчесто со киднапирање на женски членови на семејствата,
ослободување од плаќање на даноци и така натаму. Еден запис наведува дека турските власти се служеле со разни методи да го натераат некој христијанин да премине на ислам, кои подразбирале задоволување на сребролюбците со пари, суетните и властолюбците со почести и изгледи за високи достоинства, додека плашливите и слабите со закани и со сила. Најзначајна алатка во рацете на турските феудалци, преку која се вршела индиректна интервенција за исламизација на населението, особено во почетокот и првиот ран период на османското владење, била даночната политика, која во самиот аграрен и даночен систем на турскиот феудален поредок имала пресудна улога во забрзувањето на процесите за преверување. Ослободувањето од даноците при прифаќањето на исламот подразбирале дека децата на помуслиманет татко не потпаѓале под удар на данокот во крв, тоест девширме, односно собирањето на христијанските деца за јаничари. Честа причина за бенефициите во општествените односи кои следувале како задржување на имотот и подоснежно претворање во чифлици, а некои биле примамувани од верските достоинственици со ветување за злато или станување на господари, односно аги. Можноста за зачувување на имотите и поседите довела до појавата на еден брат или член на семејството да го прифати исламот со цел да се зачува сопственоста, а потоа сите заедно да продолжат заеднички да живеат и да работат на истиот имот и земја. Друга причина е и безбедноста по животот и имотот што ја нудело прифаќањето на исламот при налетот на разни албански банди и башибози. При вакви случаи на прифаќање на исламската вера од македонци често била појавата муслиманите да ги земаат во заштита своите роднини и соселани христијани. Потврда за ова е исламизацијата на селата во Реканската област во долината на реката Радика, која била прва на удар при продирањето на плячкашките качачки банди од Албанија. Фактот што многу често се случувало еден од двајцата браќа или родители и деца во исто семејство да го прифатат исламот, пак јасно говорат дека не само етнички, туку и биолошки македонците муслимани се дел од македонскиот народ. Во текот на 18-тиот и 19-тиот век, по неуспехот на отоманскиот падишак, доброволно македонскиот етнос да ја прифати мухамеданската вера, го заселил процесот на силна исламизација на македонскиот етнос, кој живеел во селските населби преку директно исламизирање, а подоцна со разни методи, најчесто со киднапирање на женски членови од семејствата, со закани и сила. Со процесот на исламизирање на селското население, чиј зародиш започнал во 16-тиот век и продолжил во 17-тиот век, веќе започнала да се формира мијачката македонска муслиманска подгрупа во Реканско, која пак преку учество во миграционите движења, поттикнати од несигурноста и поддржани од турските власти, ќе даде своји иселеници во пределите на Турбешија во Скопско и во Велешко. Напоредно во текот на 17-тиот и 18-тиот век започнуваат и поголеми процеси на исламизација во Кичевско, Струшко и во Тиквешко. Од постојаните албански притисоци и напади дошло и до исламизација на етничкиот македонски предел Гора, од каде миграциони движења ќе дадат иселеници во Тетовско, во шарпланинските села Урвич и Јаловјане. Во овој втор подоснежен период со исламизација се опфаќаат и се создаваат заедници на македонци муслимани и во источните делови на Македонија. Во Пијанец и Малеш, односно Пекчевско, Делчевско и Беровско, потоа во областа Меглен, во Егејска Македонија, а во сообразно со широко распространетата исламизација на помаците, во непосредно блискиот предел на Родопските планини се формира етничка муслиманска целина и во Неврокопско, Гоце Делчевско, во крајниот источен и југоисточен дел на Пиринска Македонија. На тој начин, во подоснежниот период на исламизација,
со опфаќањето на селското население, кое поотпорно на промени и асимилација го задржало македонскиот јазик со многу народни обичаи, културни одлики и секојдневни навики, во Македонија се образувале повеќе групи на македонци со муслиманска вероисповед. Различните области и предели во кои тие се образувале заедно со различните причини и услови на прифаќање на исламот условиле кај нив да се појават значајни етнографски разлики во прв ред во нивните сваќања, национални чувства за свест, припадност и определби кои пак се до денес значајно влијаат на нивната општествена и политичка положба. Денес македонците муслимани живеат во неколку градови: во Скопје, Кичево, Дебар, Струга, Гостивар, Охрид, Тетово, Ресен, Долна и Мала Река. И тоа Жировница, Видуше, Ростуше, Велебрдо, Требиште, Присојница, Аџиевци, Јанче, Скудриње, Могорче. Во Дебарско поле Долно Косоврасти, во Голо брдо Отишани и Джепиште. Во Жупа Броштица, Голем Папрадник, Мал Папрадник, Центар Жупа, Горенци, Житинени, Бајрамовци, Оџовци, Црнобоци. Во Струшки Дримкол Лабуништа, Октиси, Подгорци, Бороец. Во Кичевија Пачишта, Горно Строгомиште, Долно Строгомиште, Пласница, Лисичани, Преглово, Ижиште, Челопеци. Во Порече Ореовец. Во Копачка Другово и Србјани. Во Прилепско поле Дебреште, Лажани и Пешталево. Во Гроот Тополка Мелница. Во Торбешија Долно Количани, Држилово, Елово, Цветово, Пагаруша. Во Долни Полог Урвич и Еловјане. Во Малешевија Црник. Во Битолско поле Граешница. Во Преспа Сопотско, Лавци, Царев двор, Дрмени и Козја. Македонците муслимани во минатото зафаќале значително поширока територија со што се протегале на повеќе региони. Нивниот број значително се намалува најмногу во 50-тите години од 20-тиот век, кога најголем дел од нив заедно со турците и другото муслиманско население се иселуваат во Турција. Добар дел од македонците во Турција и денес имаат висока национална свест. Во минатото македонци муслимани имало и во уште 37 населени места. Помал дел од тие села се целосно раселени, а додека во поголемиот дел на нивно место се населуваат главно македонци православни и помал дел албанци. Така што македонци муслимани во тие села речиси и да нема. Или нивниот број е минорен и не изнесува повеќе од неколку семејства. Како на пример Горни Полог, село Врановци, Долна Река, Болетин, Жупа, Кочишта и Власичи, Битолско поле, Трновци, Гроот, Тополка, Горно Врановци, Торбешија, Умово, Тиквеш, Росоман, Сирково, Дреново, Долни Дисан, Тремник, Тимјаник, Криволак, Пепелиште, Војшанци, Вешје, Прждево, Бесвица, Бистренци, Корешница, Марена, Сопот, Барово, Дублино и Мушанци. Бошава, село Бохула, Пијанец, Вирче, Габрово, Град, Звегор, Нов Иственик, Стамер, Стар Иственик и Тработивиште. Во Дебарски Дримкол, Јабланица, во Малешевија, Безгаштево, во Охридско, Велгошти, Пештани, Мешеишта, во Преспа, Буково. Разнородноста на процесот на примањето на исламот заедно со различната општествено-политичка положба која ја имале македонците со исламска вероисповед,
придонесле до појава на различна определба, национално чувство и ориентација кај нив. Во тој поглед, македонците со исламска вероисповед во Долна Река, во Реканско и делумно во Дебарско, заедно со Голобрдо, се истакнуваат во својата особено изразита свест и определба за македонска национална припадност. Додека кај македонците со исламска вероисповед во Струшко е изразита определбата и свесноста за посебност како торбеши, а делумно и како албанци, турци и македонци. Во Кичевско, Жупа во Дебарско, Скопска торбешија и Пелагонија, македонците со исламска вероисповед со мали исклучоци, речиси целосно се определуваат како турци. Ваквата појава во различните определби на македонците со исламска вероисповед има негативно влијание, поставувајќи ги овие граѓани како предмет на различни политички манипулации и притисоци. Македонците муслимани, иако ја смениле својата вера, тие низ вековите не го примиле турскиот јазик и го задржале својот мајчин македонски јазик, а останале и македонските обичаи и традиции, како на пример прославата на Ѓурѓовден, посета и дарување во христијанска црква кога се има болно дете, а во некои кујчи на македонци муслимани се уште се чуваат православните икони. Во поново време, особено во текот на 90-тите години од 20-тиот век и во денешницата, македонците со исламска вероисповед се предмет на напади на големо националистичките апетити и пропаганди, особено од страна на албанците, а во помала мера и на бошњаците, турците и на србите. Во последно време, се поголеми и пожестоки се притисоците и на бугарите, особено во областите Гора и Голобрдо, врз тие македонски муслимани со цел да се представат како етнички бугари. Нема никој право да ми ја краде Македонија. Уште помалку да ми ја дари како напитач. Ние сме месо твое Македонијо, откорнато отколку од слаб, само помодро и поиспиено од твоето. Здивот исто ни мирисат, а и тагата ни била од памтивека не слична, туку иста. Велеше Саме Лимани Жарновски. Познати личности, македонци со муслиманска вероисповест, воедно неимари за национално обидување на македонците без разлика на верската припадност, се Нијази Лимановски, Исмаил Бојда, Југослав Зиберовски, Рейс Улема Јакуб Селимовски, Саме Лимани Жарновски, Велија Рамковски, Јатив Пајковски, Бајрам Требишки, Ариф Рамадани, Хасан Джило, Селмин Сакири Сакировски и многу други неимари од младата генерација македонци со муслиманска вероисповест, како од Република Македонија, така и од областите Гора во Република Србија и Голо Брдо во Република Албанија, Америка, Канада, Австралија и Европа. Почитувани мои, македонците со муслиманска вера се нераскинлив дел на македонскиот етнос, кој со векови живее на парче во земја, која со милениуми се нарекува Македонија, затоа што каде и да чепнете, каде и да копнете, секоја педа земја, секој камен е историја и само историја, која за веки веков ќе остане во колективната меморија на македонецот
кој нема да дозволи да биде покриена од правта на заборавот, каде и кој да се наоѓа.